Со спектакуларни огномети, концерти, одбројување и весела атмосфера беше прославена новата 2020 година ширум светот. На Балканот илјадници граѓани ја дочекаа новата година на плоштадите во Белград, Приштина, Тирана, Атина и Истанбул. Европјаните најспектакуларно влегоа во новата декада во Лондон, под обоеното небо над Биг Бен, со велосипеди под Триумфалната порта и на Елисејските полиња во Париз, под Атинскиот Партенон, пред Московскиот Кремљ, кај Бранденбуршката порта во Берлин. Во Рим папата Франциско беше пречекан од граѓани и туристи на плоштадот Свети Петар со извици «Папа, папа» и среќна нова година. Русија влезе во новата година со обраќање на председателот Владимир Путин, кој ги повика граѓаните да работат заедно следната година. Единствената работа што недостасуваше на оваа новогодишна ноќ, што е вообичаена слика за Москва, е снежната покривка, последица на многу топол декември во руската престолнина. Њујоршкиот Таймс Сквер и годинава беше местото каде можеше да се види една од најспектакуларните новогодишни прослави во светот. Во многу делови од светот новата година почна многу порано. Први ја пречекаа луѓето во Апија, главниот град на Самоа. Еден час подоцна 2020 година стигна и во Нов Зеланд. Во најголемиот град Оукленд, огнометот го осветли Харбор Бридж. За разлика од Нов Зеланд, огнометот во Сиднеј беше спорен, но и покрај големите пожари во земјата. Сепак граѓаните уживаа во огномет кој траеше цели 12 минути. А на големата прослава знамињата беа на половина копие во знак на сеќавање на жртвите од пожарите. По Австралија, новата година ја пречекаа азиските земји. Во Јапонија граѓаните звонеа во будистичките храмови за да ја прослават новата година, во согласност со јапонската традиција. Во Пјонкјанг имаше голем огномет. Во Пекинг акцентот беше на спектакуларниот музичко-актерски перформанс, кој го засени дури и огнометот. Илјадници луѓе во Хонг Конг ја дочекаа 2020 на пристаништето Викторија, со уште еден протест поради спорниот закон за екстрадиција. Затоа властите го откажаа традиционалниот новогодишен огномет, плашејќи се од неред за време на најавените протести. Протести за новогодишната ноќ имаше и во Индија, каде илјадници луѓе протестираа против контроверзниот закон за државјанство. Милиони бразилци дочекот на новата година го поминаа на плажа, а со тоа Рио де Жанеиро ја имаше една од најголемите новогодишни прослави на светот. И на новогодишната ноќ и во првиот ден од новата декада во Багдад продолжија насилните протести пред Американската амбасада.